Мене се наоѓаат членот групата Next Time, кои што и тие се вечерва дел од петите поред златни денови, кои што се случуваат овде во Кратово, и тоа во два фестивалски вечери. Се наоѓаме во втората, каде што оној забавен дел, претходната вечер беше народниот. Како чувствувате да се биде во Кратово и да се биде дел од овие златни денови? Искрено да кажам, многу одамна настапувавме, мислам дека 2008 ни беше првиот настап како Next Time во Кратово и од тогаш па нааму не сме имале прилика да настапуваме и еве после 15 години доаѓаме и ќе се представиме со со нашиот бенд, со Никола Мицевски, Боцен Синтезис и ќе ги изведеме сите оние преработки што ги правевме изминати 8 години. Така да убаво е, сум бил нормално како еден од побавите градови во Македонија. Нормално е да дојдеме да го посетиме, но музички, еве, денеска сме тука. Ја спомна 2008 година, ако не се лажам дека и таа година настана Next Time, или сум во грешка? 2008 настанавме, да, мај месец, така да оваа година мислам дека или претходната пуневме јубилеј, така да, добро. И кога се вративме веќе во 2008-та, во 2009-та беше вашиот прв концерт, а во 2022 поточно минатата година, пред Нова година се случи вашиот втор концерт, така? Па да, вака, мислам дека 2009-та да беше концертот во Универзална сала. За тоа време беше Универзална сала едно од поубавите и поголемите места. После се дигнаа сите тие сали, така да сега после долг период направивме втор голем концерт во Јанесен Дански, каде што имаше многу поише публика, но добро со тек на годините и кариерата како зрееме, нормално е да ја пренесеме таа публика што имаме при поголема стана на поголемо место. Често пати се случува да ја преферирате она преработка на старата македонска народна песна. На што се должи сето тоа? Па добро, тоа се должи пред се на инспирација на љубов кон татковината, патриотско чувство во нас и тоа е едноставно мислам дека беше момент кој што Стефан како вокал му се роди, па влеговме во студио, почнавме се излезе Ѓурѓо за после тоа да влезем после 8 години и искочи нашиот албум под наслов Мајка. Тоа едноставно во Македонија имаме преубава музика што мислевме дека треба да се оживее и да се врати помеѓу помладата публика. И мислам дека успеавме да допреме до со секој дете, до секој човек без разлика на години. Која е најбарана песна од овие преработките кои што ги правите во последно време? Најсакана, еве, кога едноставно ја пеете, публиката се пали, односно во воздух оди. Па добро, видете, за нас некако ја излезе Ѓурѓоне покрај онаа кариера поп музика што правиме авторска, ја излезе Ѓурѓоне дигна многу погоре, така да ние едноставно ја гледаме како дел од нас и како наша химна, а и химна на многу луѓе во Македонија. Така да мислам дека луѓето на неа највише реагираат, но тука се и другите песни кога слушам кај шумат шумите, кога падна на пирина, нешто ќе те питам бабо и ред други што се во албумот, што луѓето можат да ги слушнат, нели? Ќе слушаме дел од нив вечерва, веќе за кратко и одите на сцената. Да, ќе го слушнете поголемиот дел од материјалот, впрочем и тој албум ќе го промовираме, нели? Тоа е поентата на албумот, да се промовира на секаде низ државата, па и надворот од Македонија. Така да, имавме неколку концерти, тука сме вечер во Кратово, се надам дека супер ќе поминеме и така. Веќе ти го спомна последниот ваш албум Мајка, дали веќе се подготвува и ново музичко остварување? Па, мислам дека со проектот Мајка го зацртавме, го заокруживме сето она што сакавме да го кажеме, но оставивме простори сега како што поминува време да некои други песни како на Леј, како Море сокол пие, да видиме дали може нешто да преработиме, но нема да бидат тие од овој стил ќе бидат поише како аудио изведба, ќе направиме на официјална, без спотови и такви работи, колку да имаат луѓето да видат некоја така како звучи и студиски.
Како младите ја прифаќаат еве ова преработка на старата македонска народна песна? Одлично, мислам дека да, и тоа нас не праќа, мене и Стефан, па и Никола Мицевски, кој што постои позади сите аранжмани, среќни затоа што целта и поентата на тоа што го создадовме, го постигнавме. Младите да ја слушаат оваа музика, да се побуди кај нив едно патриотско чувство за државата и да не се забораат песните, затоа што држава се гради со култура, спорт и слично. Како сте задоволни од последниот албум, како проаѓа помеѓу публиката? Супер, да ви кажам искрено, дури не очекувавме да се распродае во голем број. Бевме и неодамна во Австралија и таму гледам дека луѓето перфектно го прифатија тоа што го направивме, така да мислам, ајде да не давам ја оценки, неблагодарно е. Се надам дека публиката на самиот оние социјални мрежи си го има кажано своето. Океј, ти благодарам за разговорот и ти посакувам пријатен песто овде во Кратово.